Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. По демократските промени на локално ниво, од страна на градоначалници на општини и други надлежни институции, за 2,5 години поднесени се речиси 300 кривични пријави против поранешни градоначалници, председавачи на совети и раководители на локално ниво, кадри на режимската ВМРО-ДПМНЕ. Од поднесените 300 кривични пријави, досега се процесуирани 129 кривични пријави пред надлежните судови. Но обструкциите на последните остатоци на заробената држава во судството и обвинителството многу предмети ги чуваат заглавени во судско-обвинителските лавиринти. Почитувани граѓани, структурите од Сваровски судството ја обструираат правдата на секое можно ниво. Ова е само уште еден доказ за потребата од прочистување и темелни реформи во правосудството. Надлежните обвинителства и судови мора да ја зголемат својата ефикасност и да постапуваат по отворените предмети. Ова е важно затоа што се работи за висока корупција, каде што се инволвирани носители на високи јавни функции. Процесите мора да добијат правен епилог. Правдата мора да биде задоволена. А секој оној за кој во транспарентна судска постапка ќе се докаже дека сторил криминал, ќе мора да одговара. Нам ни треба судство кое ќе испорачува и ќе гарантира правда. И нема да застарува дела и да ја попречува правдата. Бројот на поднесени и процесуирани кривични пријави го покажува степенот на криминал во ВМРО-ДПМНЕ и на локално ниво. Истовремено, почитувани граѓани, покажува дека нема разлика помеѓу ВМРО-ДПМНЕ на Никола Груевски и она ВМРО-ДПМНЕ со Христијан Мицкоски. Нема разлика помеѓу ВМРО-ДПМНЕ на централно ниво и ВМРО-ДПМНЕ на локално ниво. Тоа е истата режимска криминална матрица која нуди само одбрана на криминалот и која уште еднаш мора да биде поразена. Последните бастиони на неправдата, ВМРО-ДПМНЕ и Христијан Мицкоски на 12 април ќе бидат поразени од граѓаните. Ви благодарам.